4-дневната работна недела годинава се тестира во 45 компании од различни филијали низ Германија. Компанија за чистење теписи, градежна фирма, маркетинг агенција. Ова се само дел од компаниите кои учествуваат во најголемото истражување во Германија досега во врска со воведувањето на 4-дневната работна недела. 4 дена е работното име на тој експеримент. А како и во каква форма ќе им се намали работното време на вработените, тоа од почеток беше оставено на самите компании, односно на нивното раководство. Некои компании го користеа класичниот модел, слободен петок за секого. Други им дозволија на своите работници да работат 5 дена во неделата во текот на 4 недели, а потоа да имаат целосно одмор 5-тата работна недела. Или дневното работно време на вработените е намалено. Компанијата ги поделила вработените во 2 групи. Едната половина има слободен понеделник, а другата петок. Од тогаш канцелариите се многу попразни. Исто така, морале да го скратат работното време предвидено за јавување на телефони, за да можат да работат попродуктивно. Сите имаа своји подеми и падови, вели режисерот Џулиус Грелер по 5 месеци од пилот проектот. Од самиот почеток бил убеден дека треба да се намали неделното работно време и сакал да го проба во својата фирма. 4-дневната работна недела за таа компанија не беше само позитивна.